Премиере, почитувани представници на граѓанските организации, почитувани представници на медиумите, тендерувар првпат суест организатор и очеверитаре. Дозволете и јас да дадам мој осврт по однос на потребата од фокусирање во овој период кон нашата европска агенда, меѓутоа и од потребата од вклучување на невладиниот сектор во таа наша заедничка, во тој наш заеднички напор за постигнување на овие цели. Прво благодарам што сте во толку голем број овде во оваа сала, што укажува дека колку што ние сме посветени на европската агенда, сте посветени и вие, а вие сте клучен фактор во овој процес и нашето заедничко работење во тој дел само ќе биде една дополнителна вредност во постигнување на нашите цели. Формирањето на новата влада не означи само отварање на ново поглавје во односите помеѓу Република Македонија и Европската Унија, или пак помеѓу Република Македонија и соседите, помеѓу Република Македонија и проблемите со кои се соочува. Тоа што е битно е дека со формирањето на владата ние формално означивме крај на една тешка институционална и политичка криза која што остави лузна на државата, на нашиот имидж пред светот, за кој што треба сите ние како политичари, меѓутоа и вие како граѓански сектор да работиме за да го вратиме тој имидж и да ја вратиме демократијата и владењето на правото. Владата уште од првиот ден почна со една интензивна агенда. Како што знаете, бевме во Брисел во една посета каде бевме примени на највисоко ниво од претседателот Туск, од Могерини, од комесарот Хан, од генералниот секретар на НАТО Столтенберг, што беше уште еден потик, импулс повеќе за нашата посветеност која евроагендата, која што е приоритет без алтернатива. Приоритет кој што го бараат граѓаните на Република Македонија, бидејќи од последните анкети повеќе од 75% од граѓаните се за членство на Македонија во ЕУ и во НАТО. И согласно тие суштински разговори кои што ги имавме во Брисел, меѓутоа согласно посветеноста на владата, овој период јас символично кажувам да го прогласи период за интеграции или владата да биде тематска влада за интеграции, владата донесе одлука да се формира план реформски, тоа што сега премиерот го кажа, реформски акционен план кој што треба во точно определена временска рамка да каже кои се нашите можности да испорачаме со цел да докажеме пред нашите европски партнери дека сме посветени кон нашата европска агенда со цел после локалните избори да добиеме чиста препорака од Европската комисија, имајќи предвид дека ние добиваме 8 консекутивни препораки од Европската комисија. За жал, последните два се условни препораки и во тие услови се организирање на фер и кредибилни избори, и вториот услов е ургентните реформски приоритети. Бидејќи првиот услов го исполнивме и на 11 декември имавме фер и кредибилни избори кои што беа прифатливи за сите, ни остана вториот услов кој што мора да го адресираме до октомври, до есента. Значи тоа се 3 месеци кои што имајќи ги предвид некои ограничувачки фактори како што се распишувањето на локалните избори, летните месеци во кои што администрацијата не е толку активна, останува мал период за да може да се адресираат тие најитни прашања со цел на крајот на изборите да имаме чиста препорака, надевајќи се дека во декември Советот ќе ја разгледа таа препорака и ќе даде дата за започнување на преговори. Во подготвувањето, бидејќи јас сум ресорски министр, ќе објасна малце во детали за тој план на владата. Во подготвување на тој план се црпиме од неколку документи. Првично од Пржинскиот договор и остатокот од мерките кои што ни преостануваат од Пржинскиот договор. Рамковниот договор секако беше важен дел од Пржинскиот договор. Потоа итните реформски приоритети во кои што се вклучени препораките од високиот диалог со Европската Унија, извештајот на Прибе, препораките од Венецијанската комисија, од Советот на Европа, од Греко, од ОПСЕ, ОДИХР,
заклучоците на редовните тела кои што произлегуваат од спогодбата за стабилизација и асоциација, предлогот на итни демократски реформи кој што е подготвен од група на граѓански организации, и согласно овие документи ние ги утврдивме и темите, како што се владење на право, вклучувајќи го тука реформата во правосудството, борба против корупција, реформа на разузнавачките служби, реформа на јавната администрација, изборите, собранието и независните регулаторни тела, медиуми, граѓанско општество, тоа што Бојан ви го представи како теми на работните групи. А идејата е при подготвување на првичните контури на овој документ, вие да бидете вклучени. Значи, вие да бидете вклучени во темелите на тоа што е наш стратешки план за тоа што ние сега го викаме агресивно адресирање на итните реформски приоритети и брза испорака на резултати со цел да добиеме чиста препорака. Имаме историски контекст, позитивна политичка клима. Имаме ситуација во која што во наредните 3 6-месечни циклуси ЕУ ќе го раководи регионот. Почнува Бугарија од 1 јануари, потоа Австрија и Романија. Тие имаат локален и регионален интерес. Ова е историска можност ние да ја фатиме да се фатиме на тој интерес на овие нови председавачи на Европската Унија со цел да покажеме дека сме посветени, дека сме сериозни, дека ќе испорачаме резултати за да тие не постават високо на нивната агенда. Паралелно со адресирањето на овие реформски приоритети, владата работи на уште еден пат, на уште една траекторија, елиминирање на политичките пречки кои што ни престојат на пат. Затоа беше посетата на премиерот и делегацијата во Република Бугарија со цел да се затвори уште едно прашање. Затоа е посветеноста во овој мандат да го завршиме рамковниот договор како прашање кое што е отворен извор на несогласување веќе 20 години и со донесување на последното парче закон што се однесува на Законот за јазиците, да го затвориме легислативниот дел од рамковниот договор. Со тоа тргаме две главни политички пречки од патот и ни останува уште една сензитивна која што се разбира бара повеќе време и посветеност. Меѓутоа, за да резимирам, историски момент кој што мора сите да придонесеме и индивидуално, и групно како организации, меѓутоа и институционално како влада. И затоа е нашето барање да бидете дел од овој воз кој што е почнат и е тргнат кон Брисел, кон НАТО и кон Европската Унија пред се, за да дадете квалитетен придонес, а владата е посветена сето тоа да го земе предвид и заедни да бидеме соучесници на тој пат. Тој процес не е инклузивен само во смисла на вклучување на цивилниот сектор, туку и во вклучување на опозицијата. Овој процес не бара ексклузивност, ние бараме заслугите, за успесите да ги поделиме со сите, и со опозицијата, и со цивилниот сектор, и секој индивидуално кој може да придонесе. Ви посакувам успешна работа во работните групи, се надевам дека ова ќе биде само почеток на нашата сериозна соработка. Благодарам.